Повели Благоја, написе, ајде. Така. Ајде, влези! Добар ден, тетка. Чичко Благоја, тетка Благојица. Добар ден. Добар ден, Стојанче, дал ти Бог добро. Пак ти, ја. То, гладен си денеска? Гладен сум, ама немам што за јадење. И ако имате нешто да сработам по полето, јали добичињата, јали пак... А да ти даде тетка нешто да си подкаснеш без да сработуваш, шо велиш, а? Не. Сакам да работам. Татко ми дури беше жив, ми велеше така, морам да сработам, ми велеше немој да бараш милостиња, да си заработиш. Стојанче. Так. Арно ти учеше татко ти, ама некако тебе работата да простиш иш не ти оди. Се што ќе фатиш, некако наопаку излегува. Чичко Благоја, па... Ете, вие знаете што можам да сработам. А вие знаете, тоа можам, тоа не можам, вие ќе ми кажете. Така. Имаш право. А шо велиш, да ме почекаш малку да ти донесам едно врзопче, така со лепче, па ќе те прата в планина да донесеш троа дрвца. Ете, тоа можам да го сработам. Дрва ќе донесам. Почекај малку. Стојанче, Арно ќе донесеш туку. Што ќе донесеш? Туку ајде, што да се чини? Како наше си, а и жал ми е за тебе. Кај не те бидува, па и Господ ти ги зеди и мајка ти и татко ти. Ајде. Повели Стојанче, види, јажето е таму напорта, уди в шума и набери малку троа дрвца. Без магаре да дојдам? И па... Стојанче, донеси нарамок. Оти магарето денесе по друга работа. Ајде. Дете. И како да му го дадам магарето, кога не знам дали ќе го врати. Така е. Минатиот пат, едва и го најдовме во шумата. Слушај, ај да не го загине, пак ќе донесе нешто, некои сачки. Не знае како човек да донесе убави, дебели дрва, ами се некои сачки за подвршник. Си нема късмет, детето, тоа ти е... Нема късмет. Нема туку и тој што го има малку е. Некако ми е, како знаеш, а и умот му е кусо. Некако како недоветен ми е. Ајде бре, Благоја, недоветен. Има ум во него, па ти недоветен. Нешто има, ама малку е. И па сега... И умот и късметот му фатиле некоја дебела сенка и не му работат ништо. Да знам каде се тие дрва што ќе ги донесе. Од нив ќе ги искршам. Да му проработеше малку, Арно ќе беше, ама вака ни късмет, ни ум. Така му било пишано на детето Благоја, Така е. Ги слушам луѓево и го гледам момчето. И се чудам, каде бевме јас и ти? Зошто го испуштивме детево од раце? Јас те барав неколку пати, ама не можев да те најдам. Да простиш, пријателе, уму, и јас те барав тебе, ама тебе те нема, па те нема. Право велиш, го испуштивме детето од раце, да. Испуштивме. Да му се најдев јас барем некако, што се вели, ќе поминеше детево, да. Да, поарно да има късметот, и ако има късмет, ум, ич не му треба. Ова што го каже сега, ова го греши. Оти не може без ум да имал късмет, да немал ум. Без ум, тоест без мене, ништо не прави. Оти не се рекло бадијала. Имај ум да знаеш како да си ја сочува среќата. Да ме случува мене, да ме... Добро, како год да е уму, пријателе, ние сега треба некако да му поможиме на детево, да не го оставиме вака будалетинка да биди. Значи, треба да се здружиме, да му поможиме на детево. Греота е, за нас работа е. Да му поможиме да почнеме да работиме на него, пријателе. А слушај, а шо рече момчево, каде ќе одело сеако ќе излези од дворот? В планина. Што ќе прави? На дрва. Чуди, на дрва, така, планина, на дрва. Хајде да појдеме и ние по него. Хајде.
Магаре, што правам со овие цилипили сувигранки? Па ова не се дрва, ова за потпалок само. Да земам секирата да одам убави дрва дебели да исечам. Да видат луѓето нешто аерото, а не овие за подвршник. А со што ќе ги однесам, а? Не ми дадоа магаре. И зашто да ми дадат магаре кога секогаш сувигранки им носам цилипили? Каде ми бил умот досега? Што сум правил? Ај, ќе одам да насечам дрва, па ќе одам по магарето. Ај. Ете, виде. Штом почна ти да работаш и нему умот му дојде. Сега е време јас да почнам да работам малку за него. Гледај се. Ајде. Ете, и јас ја свршив мојата работа. Сега ти е тебе редот и ти да свршиш твоја работа, да му дадеш ум, за да знај што да прави со парите. Не знам што ке се овие пари што ги најдов. Извалкани се и не се гледа што пари се. Море ќе ги земам дома и ќе мислам што да чинам со нив. Ама најпрво да ги исечам дрвата и да го земам магарето. Така ќе направам. Време беше малку да поработиме со детево. Така си е, пријателе, што е право? Право е. Сам голем ќе беше за нас да го оставиме така детето. Разбираш ли? Само да ти кажам право, пријателе, да беше само со тебе, немаше да свршиме цела работа. Оти, и без мене... Шо ти... Ова што го каже, не бива. Едно без друго не оди. Види да ти кажам, оти не бива само со късмет. И со мене, умот е дури поважен од късмет. Чекай, добро, има уште пат пред него. Ке видиме. Ајде да видиме, ајде да видиме. Чичко Благоја! Чичко Благоја! Чичко Благоја, да дојдов да ми го дадеш магаре. Стојанче, пак ти панели, отиде по дрва, нешто си заборавил, си сгрешил. Кај се дрвата? Не, Чичко Благоја, дојдов да ми го дадеш магарето. Оти со него ќе ги донесам. Слушай, Стојанче, за сачки и прачки не можам да ти го дадам магарето. Си можел сам да ги донесеш. Денес магарето многу работеше и не можам да ти го дадам. Сум го врзал таму да одмарам. Чичко Благоја, да видиш какви убави дрва сум насекол денес. Си реков самиот на себе, што си го губам времето со вакви сачки и прачки како што чинев досега. Не е за жени, не е за маж како мене, нели? Затоа дојдов да ми го дадеш магарето, со него ќе ги донесам. Па ако е така, Стојанче, што велиш, еве земи го магарето, ама да не си измислил пак нешто. Чичко Благоја, не, ќе го земам сега магарето, па ќе видиш. Домаќине! Каде е Стојанче да му дадам троја да подкасне? Домаќине, каде ти е умот, бре? Ти сакаш другар на Стојанче да му бидиш. Знаеш што? Или мене ми одлетел умот, или пак на Стојанче му долетел. Знаеш што ми рече? Вели... Треба да седна малку. Чичко Благоја, дај ми го магарето, вели да донесам дрва, сум насекол дебели дрва. Ајде. Да. Јас, вели, не сум жена, па да носам сачки и прачки. Вистина велиш? Да. О, дај Боже да поработи умот за него. Беше се изгубил по светот, да го заборај детето. Туку, домаќине, ај ние да ручаме, па кој ќе дојде тој, и тој ќе руча. Ајде, донеси. Шо велиш? Донеси. Само
Почекај, само малку. Ете така. Не. Ајде, не видува, не. Арно што не му даде. Абре, Стојанче, колку ти даде Златарот, Не ми даде. Ај, Ти даде, ај ти види колку. Ај да видам, вака, право да ти кажам. Парево ми се чини оти, не чини колку и да е, ама... За фрлање, не. Еве да ти дадам 100 паре, па ко ќе видам колку чини, ќе ти додадам уште малку, 100 паре. Не му дава. Не, сепак нека остане кај мене. Ама, види бре, Стојанче, сите во местово знаеме оти си така малку будалесто и без късмет. Ама дотолку не си. Еве да ти дадам уште толку, Не. Сакам да го земам, уште толку да ти дадам. Не, барај му појќе. Не, ти барам појќе. Еби се 300. појќе 300. што 300, Мора 400. 400. 400? Еми дај да видам, да размислам малку. 400 велиш, 450. Ама 450, чекај малку, чекај да го видам. Се ова право да ти кажам, не е алтан или нешто големо, ама дублија ке. Сакам да го земам. Еве за последно да ти дадам 300. 350. 350. 350 велиш, Не, 350 сега. Не мога давај тогаш. Не мога давај. Не, тоа е многу пари, толку пари не можам да ти дадам. Земи му го. Пак, да ти дадам 300 и толку тука да заврши. Не бидува. Не бидува, велиш, Не бидува. Па... Ќе си размислиш. Јас Не ќе знам. поразмислам сепак. Ќе поразмислиш, Ај, пријател. Ајде, пријатно. Стојанче ќе поразмислил, Стојанче почнал да размислува, бри. А убав алтан беше. Што ми е криво што не му го зедов за ич пари. Какај. Ке дојде пак тој кај мене, пак ке дојде. Одам, ама шо да правам, одам. Ќе одиш во големиот град. Ај, ќе одам во големиот град. Таму има многу златари, многу куменџи. Таму има многу златари, многу куменџи. Ќе отвориш дуќан. Не, прво ќе го продај. Прво ќе го продадам ова. Ќе земеш многу пари. Многу пари ќе земам. Дуќан ќе си отворам. После ќе правиш што сакаш. Ама умот глава. И со късмет напред, со късмет. Знаеш како велат? Роди ме мајко со късмет и фрли ме во будишко. Ама умот прво в глава. Добро, и късметот. Ај се. Ајде во големиот град. Нека е со късмет и со убаво. Нека е со късмет. Ај. Патете рака и да пресечам. Ајде дај рака. Како се е мрсна ракава, Јас сум сведок на... така да ти види мрсен дуќано. Хвала, многу ви благодарам, ама нека носи колку сите други дуќани до сега, повеќе не сакам. Меанџи! Ајде да нарачим уште нешто. Меанџи! Ама... Јадевме, пиевме. Ако. Туку за дуќанот, колку ти носат други дуќани? Кој е поред сега што го купил? Кој поред? Не знам, 7, 8, 9, може би, поред 10 ке се. Денес 10. Абе, нека не го късмет. Извини малку работа, Чорджи. Немам проблем. Повелете што ќе нарачате, ајде. Што знам што ќе нарачаме, што? Еве, Ништо не. Не, ако нека донесим уште нешто. Тоа си од тоа што нема на масава за да има од се. Така, брате, така ќе донесам,
Замолчете мајката и јас сакам Ај, да донеси работам оти, некоја пара. ќе придојде уште некој. Може ли ќе придојде? Остави тоа, остави. Може ќе придојде некој, остави го. Ама си исуши пустото. Нека се истуши, ќе придојде некој. Може би јаде некој сега таму од кај. Добро, Донеси добро, ти ајде. Ајде, земајте од ова. Уште сега ќе дојде. Кој ќе дојде? Од Месово, мислеш? Да. Изгледа Ти дојде. си Стојанче? По тебе дојдов. Зашто по мене сте дошле? Па, што сум направил за царот да праќа по мене луѓе. Што си направил? Па да, што сум направил лошо. Мислиш дека кај царот се оди само за лошо? Кај царот се оди за добро. Е, тој ме прати да тоа додам кај него, а тој ќе ти каже зошто те вика. Пријатели, јас ќе отидам за Арно. Ако е за Арно, ќе се вратам бргу, ако не, побарајте ме, побуниште. Седнете, седнете. Ајде, ќе ти плати. Нели отиде кај царот ќе ти плати. Ќе плати? Ќе плати. Па добро. Честити царе. Дојде човекот што го баравте. Дојде? Да. Ај, нака влезит. Значи ти си тоа Стојанче, а? Луѓе за тебе зборвет дека си било многу спремно за трговија и за други работи. И велят, убаво момче си било, чекај да те опулја. Малку си во ушите клапаре, стома. На татка, на татко ми сум, на татко ми сум. Татко ми се. Ако, така требит детето на татко да си личи. Па вака си ја сум решил јас да те клам тебе за главен кај мене во сета трговија во царштината, а и војската да ти ја дам, ти да ми ја буглиш. Голема да ја чуваш. Голема работа. Така. Си имаш ти дучани. Гледај си ги дучаните. Што велиш за таа работа? Чести царе, тоа е голема чест и голема работа. Ама јас не ке можам тоа да го работам. Имам многу дуќани и ако ја земам и војската, не ке има кој дуќаните да ме ги води. Сакаш да одбиеш царска наредба? Не сакаш, ама имаш друга работа, голема работа е таа за тебе. Не, сакам да кажам дека тоа е многу голема работа за мене и не знам дали ќе можам да ја извршам. Тако ли, ако ти можеш да се одбериш луѓе спроти тебе на кои им вервеш, да ги собериш и со ними да работиш. Мој. Така, оту пред тебе што имаш еден таков акмак, таков угусус излезе, што за ништо не го видуваше. И еве го, Зандана лежи. И не сакаш да се мажеш, а? Не се мажам. Не сакаш да се мажеш за оној принц? Не сакам да се мажам. Зошто? Така, сега ќе видиш. Бре, што е ова врева? Онамо за джиздо. Кој вреви таму, бре? Ајде, бре, вие, излегвите се. Што беше онаа врева, за ошто вревевте, а? Ми велеше дека не сака да се омажи за оној принц. И не дека не сака да се омажи за него, туку воопшто не сака да се мажи. Што ми рече?
Вистина е ова што вели мајка ти? Па, вистина беше, татко, ама сега веќе не е. А? Сакам да се омажам за момчево сега што се задодајало. Сакам да се омажам за него. Ами тоа не бидува? Зошто така збориш? Како можеш ти, царска керка, да се мажиш за ова момче? Тоа не. Не е од царски род, не е од некои големци и не може. Вистина, момчето е способно, го бидуват за сите работи. Ете, и убава служба му дадов. И тоа убаво е. И убаво, преубаво. Преубаво. Како може да Силанец да биде преубав? Ако не ме дадете за него, ќе се отрујам. Ќе се фрлам од балкон. Што рече? Оди, царице. Советнику! Советнику! Повелете, честити царе. Јела, бре. Слушај, веднаш да пратиш по момчето што беше тука. По момчето? Да дојди. Добро, честити царе. Да не сгрешив нешто, честит царе. Не си сгрешил. Тики јас, уште од малечка, многу ја разгарив. Весела? До пред малце не сакала да се мажи, така вели мајка й. Секако рече, ќе се мажам, и знаеш шо? Во тебе се загледала. Вели многу убав, преубав, него го сакам и толкува. Велам, ами ушите Кола е работа. Ете, така, туку за ушите кола е работа, што се вели. Друго гледа. Честит царе, Друго гледа, не и гледа ушите. многу голема чест ми правите, ама јас не сум за такво нешто. Оту. Јас, царе, не сум за царски двор, не сум. Јас сум просто селанче. Не. Сираче од малечка. За мене ќе е убаво, ама за вас не е арно. Стојанче, бре, етен си било умно, ами јас си го реков тоа, и мајка й, ама таа ако рече него, јали до тука бидува, ќе се отрујам, ќе се врлам од балкон, вели. Па сега си велам, на крајот па чедото ми е помило од честа, сега вистина, не си од некој род, вистина, убав си, се ушите што ти се главајаш, кола е работа, така, ќе поминеме преку ушите, па си велам да те земиме за зет во царштината наша, бидува ли се? Ако поминете преку ушите. Ете така. Помине царот. Виде на какво убаво дереđe го наместив Стојанче Будалиот, со парите што му ги пуштив кај дрвоно, царски зет ке стане. Ма ти забораваш, што ти умот што му го дадов, јас го направив прв да биди во царскиот град. Ништо тој не може само со тебе. Без мене не му чини и чао. Ништо, само со тебе, ништо. За ништо не го бидува. Што? Не го бидува? Не го бидува. Без тебе не го бидува. Без мене. Без мене не го бидува. Сакаш да видиш што можам јас да сторам, Сакаш? Сакаш. Ајде ќе видиш. Ајде, што ќе се стори првата вечер која ќе си легни со принцезата, да видиш. Ајде, баш сакам да видиш. Епа, значи вака, се договоривме. Да. Голем данасник Стојче. Толку се радувам што те видов и во мигот те замилував. Гледај сега, хај. Зошто ми правиш вака, ако не ме сакаше, требаше ми кажеш дека... Ако ми правиш вака, јас... Те момам сака ме како што искам јас. Виде сега, му го зедов умот и детето ќе оди пред време, царот ќе го кладе на бесилка. Сега треба да признаеш што ти појќе вреди мојот ум од твоите алтани и целото богатство. Признай.
Признавам, пријателе, признавам. Ајде сега, помагај, да не отиде детето јабана. Ќе биде себа дела, доста што сторивме за него. Ајде, помагај. Гледај сега. Прости ми, чести царе, и ти и мојата невеста. Ама мене ова ми беше оставено како аманет од татко ми. Тој ми рече дека на првата ноќ треба да ја удрам на невестата 3 шлаканици. Првата за чест на мажот, втората за чест на свекорот и третата за чест на свекрвата. Таков ми беше адетот и јас тоа поради аманетот од татко ми го направив. За Атер негов.